Почитувани, добро утро и добро дојдовте во уште едно издание на 24 од сесрце. Секој работен ден од 9 часот и 15 минути ние сме со вас да ви даваме одговор на прашања поврзани со она што вас најмногу ве интересира. Секако вработуваме теми од општествен интерес, теми кои што може да ви помогнат да ви го направат животот да ви биде посреќен и поуспешен. Тоа е мотото на емисијата 24 од сесрце. Меѓутоа денеска е четврток. Секој четврток добро знаете дека во рамки на нашата емисија, емисијата Откриени тајни. Излегуваме од студиото на телевизија 24 Вести и разговараме со доктор Жарко Костич, дијанетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помага. Како што ви најавив на завршувањето на минатата Откриени тајни, денеска продолжуваме со темата на која што разговаравме минатиот пат. Тонска скала на емоции. Не беше доволна една емисија да можеме да ги опфатиме емоциите и начинот на кој што можеме да се позиционираме себе си на врвот на тонската скала. Па токму поради тоа и во денешната Откриени тајни продолжуваме со истата тема. Разговараме на тонска скала на емоции. За оние кои што секако не следеа во минатата емисија, денеска ќе дадеме некој кус осврти на она што зборувавме во претходната Откриени тајни. Затоа, драги гледачи, ве поканувам да останете на нашата програма и да го следите разговорот со доктор Жарко Костиш, дијанетички консултант од Сдруженијето на граѓани Помагам, повторно на тема тонска скала на емоции. Жарко, добро утро и добро дојдовте во уште една Откриени тајни на телевизија 24 Вести. Добро утро, Сања, добро утро за нашите гледачи. Во минатата емисија зборувавме за тонската скала на емоција. Имаме и денеска повторно овдека до нас, затоа што не ја завршивме и сакаме на гледачите да им дадеме уште малку информации поврзани со оваа тонска скала и секако знаење како да се препознаат себе си и околината на кој емоционален тон се наоѓаат. За оние кои што можеби не следеа во минатата емисија, би било добро на самиот почеток од денешната да им дадеме еден кус осврт за тонската скала на емоции и за тоа зашто луѓето се наоѓаат во одреден момент во еден вид на емоција, односно можеби се во моментов расположени, а потоа по извесен кус период таа расположеност паѓа на ниво на досада. Зашто се случува вака со емоциите? Ке може ли накратко за сите оние кои што денеска се вклучуваат на емисијата на Откриени тајни? Да, значи за сите наши гледачи кои што претходната емисија ја пропуштија и не Доколку има такви? Ако има такви, да. Ова е втор дел од тонска скала на емоции, но на почетокот чисто за да можеме да фатиме континуитет со објаснувањето, секако мораме да направиме ретроспектива на на минуто неделната емисија, каде што објаснив дека емоциите, дека секој човек се раѓа со потенцијал на животна сила. Сите ние имаме животен капацитет, кој што можете, реков, многу лесно и убаво да го видите кај децата, затоа што тие се полни со таа животна сила, полни со животната енергија, со позитивен став кон животот се раѓаат, но како животот одминува и како човекот собира болни искуства, болни емоции, трауми, физички трауми, ментални трауми, тоест духовни трауми, тоа предизвикува емоциите да паѓаат. Со тек на времето ќе видите некој човек ќе доживее загуба, може му починала сопругата, може би имал некаков неуспех на работа, може би добил отказ. Сите тие трауматски искуства, и физички и ментално трауматски искуства, се снимаат, рековме, во еден дел од умот, кој што го нарековме реактивен ум. Објаснивме во почетните емисии на овој серијал дека умот снима постојано слики, како што снима и камерата слики, и дека позитивните искуства од нашето постоење се снимаат во форма на слики во еден дел од умот, кој што го нарекуваме аналитичен ум или свесен дел од умот, затоа што ги користи тие слики и информации во тие слики да анализира и проценува во врска со опстанокот. Во тие слики, ментални слики, се снимаат мирис, вкус, допир, топлина, звук, емоции и така натаму. Значи имаме многу голем број на перцепции, голем број на сензации кои што се снимаат во тие ментални умствени слики и ги имаме на крај на една временска лента која што почнува од многу рано и уште кога бебето е во утробата на мајката да се снимаат и доаѓа до сегашноста, до сегашно време. И рековме дека
Не само убавите искуства се снимаат во умот, се снимаат и за жал негативните искуства во нашиот ум и се снимаат во подсвесниот дел од умот, кој што го викаме реактивен ум. Го нарекуваме реактивен ум поради тоа што во дадени моменти нешто во сегашноста може да ги активира тие негативни искуства од минатото, негативни емоции, негативни мисли и однаш да се реактивираат врз нас и тој реактивен ум презема контрола врз нашето постоење, врз нашите мисли, врз нашите акции, врз нашите емоции. Во даден момент не сакаме се чувствуваме тажни, ама се чувствуваме тажни, во даден момент не сакаме да мислиме депресивно, ама мислиме. Сакаме да тргнеме да ги оствариме целите, ама тој не ги враќа нозете наназад. Така да реактивниот ум е еден дел од умот кој што за жал на негативен начин го контролира постоењето на човекот и во него се складирани болните искуства и тие болни искуства крадат дел од нашата животна сила. Ако да кажеме човекот се раѓа и е високо со емоциите, после даден број на травматски искуства се редуцира таа животна сила, тој животен капацитет се намалува и позитивната сила, позитивната енергија се заробува во негативна енергија и таа негативна енергија е складирана во реактивниот дел од нашиот ум и после тоа негативно влијае понатаму низ нашиот живот, како емоциите, така негативните мисли и така натаму. Зборуваме за емоциите и за сето тоа што тие допринесуваат за човекот. Колку ставот кој што луѓето го имаат кон животот и кон работите со кои што секојдневно се соочуваат има поврзано со тоа на кој емоционален тон се наоѓаат? Дефинитивно. Можеме сите ние да се присетиме на моменти кога сме биле ентузијастични, кога сме имале голем полет во нас, кога сме имале огромна енергија и какви ни биле мислите во тој момент. Сме размислувале позитивно, сме размислувале конструктивно. Или ќе видите, например, кога сме биле деца, животот бил убав затоа што сме ставале ние магија во животот. Ние сме го креирале животот. Затоа што кога човекот има позитивни емоции, кога има позитивна енергија, тој го креира животот. Како животот тече и кога собираме вакви негативни искуства, животот почнува да не креира нас. Ние стануваме ефект на животот, животот ни наметнува што да правиме и го губиме тоа магично стапче со кој што во помладата возраст ние сме причинители, ние го креираме животот. Така да емоциите влијаат. Ако видите кога сме биле тажни, тогаш мислите ни се други. Си викаме па нема иднина, па ова е не вреди и да го направам, не вреди да се трудам. Иднината воопшто некогаш луѓето не ни размислуваат, иднината мислат на минатото. Така да емоцијата налага каква мисла ќе имаме, исто така и налага каква акција ќе имаме. Така да ако ги разгледаме овие емоции на оваа скала до нас, кажавме во минатата емисија дека имаме емоции од плюс 40 до минус 40 и рековме дека овие бројки се произволни бројки и дека немаат некакво посебно значење, но имаат значење во даден момент кога човекот треба да научи како да го крене некој кој што е околу него, кој што е со пониски емоции, како да научи како да го крене нагоре кон повисоките емоции. Имаме жолти емоции, во кои што се позитивните емоции, какви што се игри, акција, развеселеност, естетичност, ентузијазам, расположеност, силен интерес, конзерватизам, благ интерес, и видите паѓаат овие емоции, више не се така позитивни да речам, задоволен, па незаинтересиран, па човекот доаѓа на досада, па од досада паѓа на монотонија, па на антагонизам. Тука веќе почнуваат тие емоции од реактивниот ум, тој негативен дел од умот. Од антагонизам надоле, после тоа имаме непријателство, болка, лутина, омраза, огорченост, неизразена огорченост, скриено непријателство, страв, да не ги набројувам сите, тага, апатија. Колку подоли идеме, толку по духовното битие или ние ја губиме таа големина како битие, ја губиме таа убавина, ја губиме таа креативност и почнуваме да се намалуваме како битија, поради тоа што реактивниот ум се зголемува во текот на времето со даден број на загуби и тоа почнува да го менува нашиот став. Може би сте виделе вашите родители кога биле помлади, имале дадени ставови кон животот, сега може би како одменуваат годините им се менуваат ставовите и тоа што е интересно, имам една табела од господинот Хабард кој што објаснува како на различна емоција, на кој тон, каков став кон животот човекот може да има. Така да ја би прочитал само неколку чисто да го илустрираме тоа.
во однос на опстанокот, затоа што сите ние сакаме да опстанеме. Нели, она што е животот ни налага да опстанеме и сите позитивни работи, убави акции не тераат на опстанок, позитивните емоции не тераат на опстанок. Рековме во минатата емисија дека овие позитивни емоции ќе донесат опстанок, негативните емоции за жал нема да ви донесат опстанок, него не носат кон надоле по скалата, кон умирање и така натаму. Но ставот на овој кој што е високо е дека ќе живее за секогаш, на пример. Како се намалува, како паѓаме по тонската скала е јас сум жив и ми се допаѓа животот. Па како паѓаме уште понадоле, на пример, кон овој појас на црвениве тонови каде што се лутина, омраза, огорченост и така натаму, е дека човекот почнува да има идеи дека можеби нема веќе да опстане, дека почнува да иде надоле кон неопстанокот. Доле, луѓето кога се во апатија, фактички чекаат да умрат на некој начин, чекаат да не опстанат. Или во однос на други работи, во однос на одговорноста. Човекот кој што е високо на тонската скала има концепт дека е одговорен, па како паѓа во црвениве тонови, почнува овдека, гледате, во овие жолти тонови нештата се несериозни. Тоа е многу интересно со одговорноста и сериозноста. Ќе имаме и емисија на таа тема. Луѓето многу често знаат да ја збунат одговорноста и сериозноста. Знаете, мора да се сериозен, ако не се сериозен, не се одговорен, што е целосно неточно, како луѓето паѓаат со емоциите, фактички им се намалува одговорноста, почнуваат да бидат повеќе ефект во животот, паѓаат надоле, гледате овдека еден од тоновите е жртва, кој што фактички е тон кој што воопшто не може да го крира животот, него животот го крира него. И тој човек како паѓаат по скалата на емоции, многу сериозно ќе почнат да го доживува животот. Животот е сериозен, животот не е игра, мора работите сериозно да ги фатиш и така натаму, но тога животот почнува да ја губи таа драшт, затоа што животот е игра и така натаму почнуваат да паѓаат со одговорноста, почнуваат да мислат дека е многу сериозно и така натаму. Значи концептите за животот почнуваат да се менуваат како луѓето паѓаат по скалата на емоции. Жарко, иако во минатата емисија напоменавме, односно дадовме одговор на прашањето како да препознаеме како некој од нашата околина, односно на кој емотивен тон се наоѓа, би било добро и денеска да дадеме накратко една информација, односно начин како да препознаеме каде луѓето се наоѓаат на оваа тонска скала на емоции. Дали некој е можеби во оние жолти, убави, весели бои, расположение или пак можеби некаде кон оние пониските тонови. Рековме во минатата емисија и накратко ќе кажам повторно, но денеска малку ќе го надоврземе со повеќе податоци во врска со тоа. А тоа е дека постои еден триаголник кој што го објаснивме минасиот пат, го објаснувавме пред две емисии, три емисии, а тоа е триаголникот од афинитет, реалност и комуникација. Значи, разбирањето се состои од три дела, од афинитет, реалност и комуникација. Афинитетот ја објаснува позиција на емоциите, тоа е афинитет. Афинитет значи колку простор може да имате, колку сакате да бидете во иста просторија со некого, колку сакате да го делите вашиот простор со некој. Ако видите, фактички ова скала на емоција, скала на простор, може да речете. Колку е повисоко човекот со емоциите, толку повеќе простор може да има, толку повеќе простор може да контролира, толку повеќе точки на различни нагледиште може да толерира. И ќе видите дека реалноста фактички е точка на гледиште. Ако имаме афинитет и тоа го покажува скалата на емоции, реалноста значи точка на гледиште. Овие работи што ги читав тука се точка на гледиште. Секој од овие тонови има генерална точка на гледиште во врска со различни работи во врска со животот. Па, например, еве, во врска со иднината, овие луѓе мислат дека иднината е бескрајно убава, дека иднината има многу во неа што може да се направи, но овие луѓе кои што се пониско со емоциите почнуваат да се заглавуваат на минатото. Ќе видите дека човекот ќе почне да ви кажува ако е тажен, како изгубил работата, што се случило. Ќе видите дека воопшто во даден момент не е ни во сегашноста, туку со вниманието е фиксиран во минатото. Така да, ако видите дека овој човек кој што е висок има еден афинитет, има едни емоции, има една реалност. Реалноста ќе биде, да кажеме, генерално ќе мисли за иднината и ќе комуницира за иднината, но имате други емоционални тонови кои што многу сакаат конкретно во сегашноста се случуваат работите или пониско на скалата на емоции ќе зборат за минатото и ќе се расправаат за минатото, ама ти тоа што го направи тогаш, ама и кавга една која што никогаш не може да се најде крајот кој бил прав, кој бил крив, ама се случило пред 12 години. Така да
Комуникацијата исто така зависи од афинитетот и од реалноста. Луѓето кои што се високо на скалата на емоции ќе комуницираат на многу поубав начин, ќе сакате да комуницирате со нив, нема да ве прават дека сте погрешени или на некој начин сте сгрешиле, ќе ви дадат потврда и така натаму. Луѓето кои што се пониско со емоциите, со комуникацијата може и да не делуваат, односно нема делуваат на пријатен начин во тој разговор. Така да афинитетот, реалноста и комуникацијата се три дела од кои што се состои разбирањето. Можете човекот да го процените каде е на позицијата на тонската скала ако едноставно му ги наблюдувате неговите емоции. Ако човекот е насмеан, ако е ентузијастичен, ако е расположен, очигледно дека е во овие жолти тонови. Ако човекот е луд, ако е огорчен, ако е тажен, ако е антагонистичен, очигледно дека е во тој дел од емоцијата. И дефинитивно ако го наблюдувате некого кој што е цело време во апатија, кој што е во тага, кој што е во жртва, можете да видите дека е таму. Значи можете да го препознаете човека преку афинитетот, но исто така можете да го препознаете преку реалноста. А реалноста се овие концепти за животот што он ќе ви ги кажува. На дадени емоции, и тоа секако дека гледачите не можеме сега све да опфатиме во оваа емисија, но има материјали каде што можат да го разберат тоа, дадени емоции ќе имаат дадена реалност за дадени работи. Може да ги процените луѓето според реалноста или пак можете да ги процените според комуникацијата. Но има точна, прецизна алатка која што се наоѓа во оваа книга, која што се вика самоанализа, со која што човекот може со 30 минутни вежби секој ден да си ги крене емоциите. Има една многу интересна табела каде што човекот можете да се процените себе си, на кој ниво на скалата сте и можете со сигурност да ја процените околината. И она што интересно е, дека кога ќе го процените тонот на еден човек, да кажеме тој се наоѓа на ентузијазам или се наоѓа на омраза или се наоѓа на тага или каде да го најдете, од самиот тон можете да процените 23 други карактеристики на човекот, поради тоа што емоциите се тие кои што ни налагаат како ќе размислуваме, како ќе се однесуваме, дали ќе бидеме конструктивни, дали ќе бидеме деструктивни. Така да ова е многу интересна алатка со која што човекот може да види во меѓусебните односи каков ќе биде вработениот, дали ќе биде добар, дали нема да биде добар, брачниот партнер, пријателите, затоа што некогаш едноставно во животот имате и тонови кои што и не се така лесно да ги процените. Мислите дека еден тон, но ќе испадне дека е друг тон, така да ова е табела со која што човекот може со сигурност како со ласер да процени каде човекот се наоѓа и не е ни толку битно каде човекот се наоѓа, секако ќе кажеме на крај како може да му помогне да се крене со тој тон, затоа што целта ни е да направиме околината да ги подобри своите емоции, не само да знаеме дека можеби има некој кој што е пониско од нас. Тоа дефинитивно е добро да се знае, но она што е побитно да се знае техниката како човекот да може да му помогне на тој човек да се крене по емоциите. Значи ли тоа дека доколку одредени луѓе во нашето опкружување се наоѓаат пониско на тонската скала, треба да ги осудуваме за тоа што не се наоѓаат на ниво на кое што би сакале да бидат? Едно од емисиите во пред 3 вајде емисии беше зборевме за тоа што е големина, за човекот и рековме дека големина е да продолжиме да ги сакаме нашите блиски и кога некојаш ни даваат повод со нивното однесување, можеби со нивните емоции и така натаму да не го направиме тоа. И сите овие емисии имаат за цел како овие негативни емоции да ги претвориме во позитивни, затоа што гледате сите се под истиот притисок на животот. Некои подлегнале побрзо, некои подлегнуваат поспоро, но животот е таков, умот е така направен да во дадени моменти имаме стапици. И кога некои работи се случуваат, а животот неминовно ни носи проблеми, ни носи загуби, и одеднаш почнуваме да собираме товар на нас. Тој товар предизвикува да емоциите ни паднат. Кога ќе ни паднат емоциите, за жал, ни падја и позитивност или позитивното влијание во околината. Некојаш и сами можеме да се фатиме дека делуваме негативно на околината. Она што е многу битно е човекот да го препознае ова или да препознае како може на некој друг човек да му помогне и впрочем во минатата емисија и сега ќе дадеме техники како човекот може да ги смени овие емоции, поради тоа што ако ги смени овие емоции и ги претвори од овие негативни емоции во позитивни емоции, она што се случува, опстанокот му е подобар и има цел да опстане.
Кога едноставно не можеш да одолееш, потрошувачки кредит до 15.000 евра за само 30 минути. Искористете ги поволните услови, без административни трошоци и однесете дома вредни награди. iPhone 6s, Lenovo лаптопи и 20 вредносни ваучери. Аплицирајте до крајот на јануари 2016. Стопанска банка, на ваша страна. Празнична волшебна ноќ. Онаму каде што магијата постои, онаму каде што желбите се остваруваат, а миговите се исполнети со радост, среќа и топлина. Почувствувај магијата во светот на вкусовите и сподели незаборавни мигови со своите најблиски. Среќни празници, Витаминка. Вашите омилени ТВ канали Fox, Fox Crime, Fox Life, National Geographic и 24 Kitchen. Од 1 декември се враќаат во понудата на Телекабел. Уживајте во најдобриот избор на ТВ канали, без доплата. Телекабел, пријател на вашето семејство. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. По кратката пауза се враќаме и продолжуваме и понатаму да разговараме на тема тонска скала на емоции. Доста интересна тема. Верувам дека многу од гледачите се заинтересирани и се пронаѓаат некаде на дел од оваа табела и веќе веројатно размислуваат на кој начин да го поткренат својот тон на повисоко ниво. Во една од минатите емисии, Жарко, разговаравме за контролата и за тоа колку луѓето не сакаат да бидат контролирани и самиот збор контрола секако им представува еден вид на нелагодност. Секој кога ќе се спомене контрола не се чувствува убаво. Поврзана ли е контролата и стравот од контролирање со тонската скала на емоции? Да, дефинитивно. Рековме ние дека и пак се во насока да не направиме некој да се чувствува дека е крив, но тоа сакам да го објаснам дека кога човекот има хроничен тон и има краткотраен тон. Хроничниот тон може да му биде ентузијазам и да е постојано ентузијазам, но во даден момент да падне, да кажеме, на лутина и кога ќе падне, како се менува емоцијата, почнува да се менува реалноста, почнува да се менува комуникацијата и рековме во минатата емисија дека лутиот човек фактички е лажго. Кога човек е да се налути, почнува да кажува невистини и можеме тоа од наше лично искуство да видиме кога да се налутиме нешто ќе извртиме дека не е така фактички како што стварно мислиме кога не сме лути. Така да лутината, емоцијата наметнува дадена реалност, не наметнува дадена комуникација, стравот не наметнува на некој начин што стравот како емоција е фактички многу активна емоција. Во стравот човекот активно бара што може да му се случи во околината како закана и почнува да го насочува вниманието на различни работи со кои што сака да ја најде заканата кон него, така да е многу активна емоција и фактички сака да препознае нешто за да може да избега. Очај, терор, одоброволување, емоција каде што човекот мисли дека поради било што треба да го одоброволува некој друг, жртва кога човекот се чувствува дека животот го едноставно го поразил, безнадежност, апатија и така натаму. Рековме дека од ова ниво, од антагонизам па надоле, се емоции кои што потекнуваат од реактивниот ум. И рековме дека реактивниот ум е ум кој што е нездраворазумен и дека е ум кој што ни наметнува дадени реакции без ние тоа свесно на некој начин да го правиме. Но она што се случува со текот на времето, некогаш емоциите на луѓето можат хронично да паднат на ова ниво. Реактивниот ум, за разлика од аналитичниот ум, е во насока на деструкција, е во насока на подлегнување. Така да не е пријател на човекот тој реактивен ум. Пак ќе кажам, можеби некогаш имало некое детенце кое што татко му бил лут и кој што бил антагонистичен, кој што се однесувал неубаво кон него и тие емоции се снимени во неговиот реактивен ум. Има огромен број на такви слики, такви емоции или можеби има слики на страв, или можеби има слики на тага,
што и да е снимено и колку повеќе од такви емоции негативни има снимено во својот реактивен ум, толку повеќе се спушта со емоциите и почнува да добива емоции на тој хроничен тон. Дали е тага, дали е страв, дали е лутина, кој да е. Кога човекот почнува да паѓа со тие емоции, почнува да ги контролира луѓето на начин кој што не е најопстаночен. Гледате, овие тонови кои што се во жолтата област, ќе видите дека на луѓето им даваат простор секојаш. Ќе бидете со некој човек кој што е во жолтите тонови и човекот ќе ти даде простор. Сака ти помогне, може би имаш некоја цел и сака те насочи, сака ти помогне на еден или друг начин да го постигнеш тоа и начинот на кој што те контролира е да ти дозволи да бидеш тоа што сакаш да бидеш. Во една од емисиите рековме дека ни го одобрува постоењето и дека не ни наоѓа замерки, не сака и со љубов и со афинитет се обидува да ни сконтролира на тој начин. Но како паѓаме со емоциите, во даден момент таа контрола не станува така убава како што е во овие жолти тонови. Некој кој што е налутен и омраза, можеме да претпоставиме на кој начин би го контролирал некого. Така тоа би било со принуда, со казна, со закана. Ако ти ова не го направиш, тешко тебе, сериозно ќе почнат работите да бидат, а сериозноста е секојаш поврзана со казна, ако нешто не се деси ќе се случи казна. Така да овие тонови кои што се во овој црвен појас почнуваат да ги контролираат луѓето со закана за казна, со принуда и секако дека луѓето не сакаат да бидат контролирани на тој начин, нели? Но рековме дека како човекот паѓа по емоциите, почнува во овој област, во овој појас каде што доаѓа страф и загриженост, веќе дури да нема храброст отворено да доминира некого. Гледате, овие луѓе во црвените тонови сакаат да ги доминираат другите луѓе. Ќе ги контролираат луѓето преку доминација. Мора да го направиш тоа. Ако не го направиш ова, вака ќе се деси. Казна, 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 казна. Но како паѓаат, луѓето со овие емоции почнуваат да ги контролираат луѓето негативно, но на многу скриен начин. Одеднаш ќе видите некој кој што е пониско со емоциите, ќе почне да ви кажува, например, вие ќе речете, еј, преубав хотел бев, толку убаво се одморив, преубаво си поминавме, и тој ќе ви рече, супер е, да, ја бев у подобар хотел. Знаеш, имав подобар хотел и храната беше подобра ваму. Знаеш, супер што се бил ти таму, ама ова беше подобро. И однаш се чувствуваш дека нешто не е во ред. Као навидум дека ти помага, ама уствари не ти помага. Или ќе направиш нешто и ќе ти даде потврда, ама на некој начин на мерата му ја чувствуваш дека не е како што треба. Ќе почне да удира на скриен начин по се она што е ваша гордост. Одеднаш ќе почне да удри по тоа што е вашето знаење. Ќе го нулификува и ќе го инвалидизира на начин на кој што луѓето мислат дека е за нивно добро, но ако се запрашаме, ќе видиме дека ние не се чувствуваме убаво у таква атмосфера. Некој кој што ве нулификува, зборот нулификува значи дека ве прави нула. Ве инвалидизира значи дека ве прави невреден. Но тоа се прави на многу скриен тактички начин, за да метата која што се нулификува и контролира не примети дека тоа се прави врз него. И многу често ќе биде оправдувано дека е во твое добро, ама ја ова го правам за твое добро, ама гледај, сите твои другари се подобри од тебе, зашто ти не си како нив, ама гледаш сите останати имаат, ти се уште немаш, ама што ми збориш така? Ама за твое добро ти зборам, ама гледаш, и све е нешто за твое добро, а ти сваќаш дека некако човеков не ти помага околу тебе. Тука нема никакво добро. Нема добро, поради тоа што, гледате, не е во насока на подобрување на способностите, него е во насока на акцентирање на маните. И колку повеќе почнувате да им ги акцентирате во овој дел на луѓето маните, луѓето почнуваат да се фиксираат на тие негативности и почнуваат да паѓаат со емоциите, затоа што едноставно вниманието им го насочувате на нив. И гледате, пак ќе кажам, имаме 3 методи на контрола. Најдобар е овој со жолтиве емоции, затоа што тој дава акцент на вашите способности, на тоа што е добро. Можеби ќе ти даде 3 потврди за нешто што е добро, за да ти даде една корекција. Овдека надоле, луѓето почнува да стават акцент на тоа што не е добро кај луѓето. Гледате, така никога не можете да подобрите. Зашто човекот е способност. Човекот е способен. Човекот многу лесно разбира способност, а многу тешко разбира неспособност.
Многу лесно човекот може да разбере што прави добро, многу тешко човекот може да разбере што не прави добро. Тоа е поради тоа што ако некого цело време се обидувате да го коригирате, критикувате, подобрите за негово добро на отворен или скриен начин, како што ги кажав, човекот ќе почне да станува несигурен и ќе го доведете во една конфузна апатија каде што одеднаш се чувствува целосно контролиран, несреќен, а не знае зашто и која е причината. Значи дека овие кои што се наоѓаат горе жолтите и веселите човечиња, како јас така ги перципирам и ги гледам, се на највисокиот тон на тонската скала на емоции. Со самото тоа би претпоставила јас лично дека можеби тоа се и луѓето кои што се најсреќни и поврзана ли е тонската скала и односот на тоа кој каде се наоѓа со среќата. Дефинитивно. Гледате, среќата не е нешто кое што е нешто непознато. Ќе видите луѓе кои што се многу високо по тонската скала се многу среќни луѓе. Ќе излезат, ќе најдат нешто, ќе им се случи нешто убаво, поради тоа што гледат имаат голем простор. Просторот го шират и во тој огромен простор можат да дојдат убави работи. Како паѓаме надоле по тонската скала, во овие пониски тонови ќе може да се запрашате, кречеш како можеше на човеков ова да му се деси. На улица една сламка ќе има, ќе му влезе во уво, ќе му го дупне тапанчето, нешто чудно се случува поради тоа што гледате овие луѓе почнуваат да стануваат ефект на животот. И како ефект на животот почнуваат да привлекуваат неубави работи, затоа што среќата за да ви се случи, мора човекот да посегне кон нешто. Овие жолти тонови секогаш посегаат. И овие жолти тонови го креваат процентот на среќа на овие луѓе кои што се пониско. Ќе видите со некој човек во кола, кој што можеби е на пониско на емоциите, ако е со позитивен човек, му го зголемува шансата за среќа. Можеби, не де Боже, ако нешто се деси, ако е овој човек таму, нема се деси. Гледате, среќата како фактор е многу битен кој овие луѓе. И ако сте приметиле, секогаш сакаме да бидеме со вакви луѓе. Не сакаме да бидеме со луѓе кои што се доле, затоа што ве права да се чувствувате неубаво, затоа што ве права да се чувствувате некогаш чудно, си викаш де од сите овие негативности више не ми треба и ова, поради тоа што едноставно ставовите, мислите, емоциите не се обстаночни. Кога некој човек постојано збори за колку нештото е лошо, колку нештото не е добро, гледате, тука нема обстанок. Обстанокот е како да ја направиме иднината подобро. Океј, знаеме дека има работи кои што не се добри, но дал можеме да ги коригираме. Гледате, вистински здраворазумните луѓе ги гледаат ситуациите дал се добри или не и почнуваат да ги коригираат. Но како паѓате со емоциите, луѓето почнуваат да бидат наблюдувачи на животот. Ке почнуваат само да доаѓаат мани, како све е лошо, како све е недобро, но никој не се впушта во животот на играта да земе да коригира нешто. И имате чак што више многу мал процент на луѓе кои што има и некојаш кејф што работите не идат на добро. Но пак ќе кажам, животот сите не тера да чувствуваме исти притисоци. И ова не значи дека ние треба да се откажеме од луѓето и дека треба да ги занемариме овие луѓе. Пак ќе кажам, она што ни е целта е, ова е факт дека имаме вакви емоции, дека имаме вакви луѓе. Но она што исто така факт дека имаме технологија, дека имаме начин како да им помогнеме на тие луѓе да ги сменат тие емоции и шаблони на однесување и да се кренат и они во овие жолти тонови. Затоа што верувајте ми, на нив не им е лесно. Замислете нас ако не ни е лесно ако сме окружени со некојаш со тие луѓе, можеби е 5, 10, 15 минути, како им е на нив кога ги чувствуваат тие негативни емоции по цел ден и не само по цел ден, него долго време го чувствуваат тоа. Зборевме за психосоматските болести во претходните емисии. Психо значи ум, сома значи тело. Психосоматски болести се болести кои што умот му ги прави на телото. Човекот кога има деструктивни емоции, ќе видите дека може да развива и дадени болести, поради тоа што емоцијата, таа енергија деструктивно влие врз самото тело. Така да, она што сакам пак да го нагласам за сите гледачи, да бидеме разбрани како што треба, ова е факт за се што го зборев, но факт е дека овие емоции можеме да ги подобриме и факт е дека нема поголемо право на човекот од правото да помага. Така да, нашата идеја и мотото на нашата емисија, а сигурен сум дека и мотото на гледачите е да помогнат на својата околина, а најдобро што може да направат да помогнат околината, емоциите на нивната околина се смени. Замислете кога во една фамилија ќе имате сите позитивни емоции. Замислете кога во еден колектив
негативните луѓе ќе преобратиме да бидат позитивни. И може, и има многу убава и лесна техника која што ја споменав. Значи станува збор за 30 минути вежби со кои што човекот може значително да си го подобри својот емоционален тон или пак да му помогне на некој друг да си го крене својот емоционален тон. И кога ќе се променат тие емоции, се менуваат мислите и акциите стануваат проопстаночни. Значи, напоменавме и заклучивме дека сите овие кои што ги имаат жолтите тонови, односно кои што се погоре се среќни луѓе, и знаат да бидат фактори другите луѓе околу нив да бидат среќни. Значи ли дека тоа се и најуспешните луѓе? Баш така. Многу убаво кажано, затоа што успехот е ова. Гледате, ова е способност. Способноста е само тоа. Гледате, способноста е афинитет, реалност и комуникација. Тоа е дефиниција на способност. Кога имате голем афинитет, по-реални ви се работите. Гледате, некој кој што е на тага нему е ништо реално. Некој кој што е на апатија ќе отиде на работа, апатичен е затоа што нему се реални работите, не може лесно да се справи со физичкиот универзум. Но кога е некој многу високо со емоциите, тој ги гледа работите вистински како што се. И поради тоа тој може да биде во комуникација со нив, може да биде во комуникација со физичкиот универзум, работите му се реални и може проектите да ги завршува многу брзо, многу ефективно и ќе видите дека тоа е богатство како работник. Но пак ќе кажам, способноста е точно тоа, да се позиционирате високо на скалата на емоции, поради тоа што кога ќе се позиционирате високо на скалата на емоции, се е многу полесно, поради тоа што ја контролирате мислата. Затоа што гледате, мислата ако е негативна, емоцијата ќе биде негативна, ако е емоцијата негативна, акцијата ќе биде негативна. Во англискиот емоција и emotion се два збора кои што имаат само една буква разлика. Emotion и emotion се многу поврзани, односно емоции и движење се поврзани. Колку подобри емоции имате, побрзо и подобро ви е движењето и успехот со тоа. Секако, Жарко, дека најважно оцени е да им помогнеме на гледачите кои што не следат да помогнат во подигањето на позиционирањето на оваа тонска скала. Значи, сакаме сите да бидат што е можно повисоко на тонската скала. Вие споменавте дел од начините на кои што може да вежбаат, односно да се пронајдат себе си околината каде се наоѓаат. Во дианетиката можеме ли да најдеме малку повеќе одговори и начини на кои што би си помогнале себе си и на околината околу позиционирањето на самиот врв на тонската скала? Точно, значи она што го спомнуваме и секоја емисија е дека овие негативни емоции се насобрани поради дадени трауми кои што животот не ги носи. И на некој начин сите стануваме во еден или друг момент жртва на околностите и на животот, но не мораме да останеме жртви сега кога го имаме знаењето. Овај начин, генетиката е техника со која што овие негативни емоции се претварат во позитивни. Гледате, можете човек кој што е хронична натага за рокот неколку дена, користејќи оваа техника, да ги преобратите тие емоции и да ги вратите во позитивните емоции. Затоа што на почетокот кажав дека ние имаме животна сила. Таа животна сила можеби е да кажеме 1000 единици на животна сила со кои што ние располагаме. Како се тече животот, болните искуства крадат дел од таа животна сила. Колку повеќе животна сила ни крадат, толку помалку животна сила имаме, толку пониско се наоѓаме на оваа тонска скала. Но гледате, таа животна сила е во нас. За жал, е преобратена во негативни емоции во реактивниот ум. Генетиката е начин како да се вратат тие негативни емоции во позитивни емоции, за да човекот може да со таа животна сила и со долгогодишното животно искуство на здраворазумен начин да ги надминува препреките. Знаете, затоа што постарите луѓе имаат обичај, го спомнав минатата емисија, да кажат да ги имав твоите години и твојата сила, ама овој памет. Она што се случува за жал е како животот тече, како искуствата ни доаѓаат, болните искуства крадат дел од нашата животна сила. Но искуството како такво, ајде да кажеме дека може секојаш да ни помогне, но не ни помага тоа што ја немаме животната сила. Поради тоа што животната сила, тие позитивни емоции се тие кои што не терат да ги надминуваме препреките и да стигнеме кон посакуваната цел. Ако ја изгубиме нашата јачина, ако ја изгубиме таа позитивна енергија, тогаш не можеме да надминеме тие препреки, не можеме да имаме успех. Генетиката е начин како да го имате искуството од животот, но при тоа тие болни искуства да не ве спречуваат, тоест од нив да се повратите животната сила за да можете да играте играта на животот, а не животот да ни игра нас.
Жарко, ви благодарам што и во денешната емисија заедно разговаравме на тема тонска скала на емоции. Верувам дека и во следните емисии кои што следуваат повторно ќе се навратиме на оваа тонска скала, затоа што сето тоа некако е поврзано со успехот и среќата на човекот. Вие дадовте навистина убави примери од секојдневието како да се препознаеме каде сме и како да им помогнеме на луѓето кои што се наоѓаат во наша близина да од самото дно, можеби или од средината на тонската скала да се искачат погоре. И верувам дека им дадовме на гледачите идеја и начин како да ги подобрат своите емоции. Секако тука е само анализата од Хабард во која што може да ги научат техниките и тоа 30-минутно тренингче кое што може да го користат во текот на денот за да се пронајдат себе си каде се на таа тонска скала и секако да препознаат добро каде луѓето околу нив се наоѓаат и на тој начин да помогнат за подобра и поубава комуникација. Точно, Сања. Ти благодарам за многу кажаното и би сакал само на крај да кажам на гледачите дека во минатите емисии зборевме за тоа што е одговорност и рековме дека одговорноста е волноста да се преземе грижа, да му се помогне, да се биде некој друг. Така да секако дека околината може да влие со нивните емоции некојаш негативно врз нас, но ние не можеме да се изолираме од таа околина, не можеме да избегаме од таа околина. Тоа се наши пријатели, тоа се наши блиски. Наша одговорност е да преземеме одговорност за нив, да се потрудиме да им помогнеме и помагајќи им на нив, помагајќи им да се позиционираат повисоко на тонската скала, им го подобруваме нивниот опстанок, секако си го подобруваме и нашиот опстанок. Но мотото е да преземе одговорност за околината. Благодарам, Сања, благодарам до гледачите. Тоа беше се за денешната откриени тајни. Верувам дека ви помогнавме можеби и од самиот разговор да ги подигнете вашите емоции на повисоко ниво на тонската скала. Доколку секако можеби тоа не беше доволно за да успеете да ги подобрите емоциите, тука се книгите од господинот Хабард и секако слободно може да ја преслушате денешната емисија и повторно да ја погледнете на веб страната на телевизија 24 Вести и секако Facebook страната на доктор Жарко Костич. Останете со нас, следете ги нашите емисии, ние ветуваме дека и понатаму ќе имаме доста интересни теми со кои што ќе ви помогнеме да го направите вашиот живот да биде посреќен и поуспешен. Затоа сме впрочем тука секој работен ден од 9 часот и 15 минути во емисијата 24 од се срце. Ви посакувам пријатен ден. Останете на програмата на телевизија 24 Вести.